Градоначалникот Лјупчо Папазов, заедно со тимот кој работи на подготовките на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, денеска одржа пресконференција на која ги најавија содржините кои ќе се случуваат во трите дена и воедно ги повикаа граѓаните од Кочани, Кочанско и пошироко да бидат дел од своевидниот фестивал на оризовата култура. Во своето обраќање, градоначалникот Папазов вети богата и квалитетна програма во која ќе се слави белото злато. Почитувани медиуми, почитувани сограѓани, денешниот ден сакам да го искористиме за да најавам 32-та поред манифестација Денови на Кочанскиот ориз. Со мене е ударната екипа која учествуваше во подготовките на оваа манифестација, а во исто време сакам да ги споменам и останатите учесници од страна на локалната администрација, комуналното јавно предпријатие, местната заедница во Мојанци, кои зедоа активно учество во подготовката и организацијата на оваа манифестација. Содржините, редоследот на станите ќе ги оставам да ви ги образложат моите соработници. Само сакам да кажам дека продолжуваме една традиција со која сакаме да го афирмираме оризопроизводството како стопанска дејност во општина Кочани, да се навратиме на традициите, историјата и културата на општина Кочани и во исто време да ги угостиме нашите пријатели од соседните општини, од збратимените градови и од соседните држави. Нека ова биде празник на општина Кочани, во исто време и празник на граѓаните, затоа ги повикувам сите граѓани на општина Кочани да се вклучат на соодветен начин во деновите во кои ќе ги презентираме содржините и да ја почувствуваат празничната атмосфера. За агендата според која ќе се одвиваат културните настани зборуваше Ивана Карова, раководител на одделението за култура во општината. Година во општина Кочани и сите наши сограѓани ќе бидеме гости на домашни, ќе бидеме домакини на многу гости од земјава и од странство, од нашите збратимени општини, бидејќи подготвивме една навистина убава и богата програма. Целата манифестација започнавме уште со изборот на жетварската убавица по електронски пат, но официјалниот дел започнува в петок на 29 септември во градскиот парк во 17 часот со музички настап на групата Кочанскиот бенд Номад. Понатаму продолжуваме во 19 часот со уличен театар и огнено шоу од страна на театарската група Фајертер, кронисување на жетварската убавица и отварање на манифестацијата и вечерна забава со Кочанскиот бенд Малинов и Special Selection. Во однос на утредента, вториот дел од манифестацијата, во Домот на културата Бели Могри во Кочани, во 13 часот ќе се одржи архитектонска изложба во чест на Александар Гицов, на браната Градче, езеро Градче, понатаму во 13 часот исто така ќе има промоција на природните убавини и туристичките вредности на општина Кочани. Понатаму во градскиот парк во 17 часот ќе се случува едно големо празнично дефиле, представување на јавни институции, приватни фирми, здружение на граѓани и слично. Групите ќе дефилираат почнувајќи од градскиот плоштад по улицата Маршал Тито до градскиот парк и целта ни беше на ова дефиле да представиме пред сите наши гости што се општина Кочани поседува како град и како општина. Потоа следува големиот фолклорен концерт во 18 часот во градскиот парк, настап на домашни странски фолклорни групи и вечерта ја завршуваме со саботна музичка вечер со диџеј. Централните случувања од празнувањето ќе се случуваат во недела во село Мојанци. Хепенингот го најави Христина Арсова, председател на Комисијата за култура при Советот на општина Кочани, која вети поразлично одбележување на почетокот на жетвените активности. Хепенингот започнува веќе од 29 во петок од 18 часот. Овде ќе имаме гости во боксовите, ќе имаме гости како што е Анита Ангелковска, суши шеф, која што на лице место ќе презентира како се изработува сушито и секако нашите посетители ќе можат да го вкусат сето тоа на лице место. Исто така овде во Етно Катче ќе ни биде и Глигор Мишов, готвач, кој што ќе на лице место ќе ни приготвува една комитска манџа.
која што потекнува како рецепт потекнува од Осоговските планини. Во сабота на 31-ви ќе имаме презентација, надпревар и изложбени штандови од страна на нашите гости, тоа се ХОА од Скопје, УТП Ниш Србија и Сладки осмех Јагодина Србија. Сето ова започнува од 12 часот и ќе трае се до 22 часот во градскиот парк. Во недела и секако овие штандови и овој надпреварувачки оддел ќе биде оценето од професионалните ВАКС гастрономски судии Анчица Димитриевич, Мики Ангелковски и Небојша Вуковиќ. Додека во недела надпреварувачкиот дел ќе биде од страна на учениците готвачи од угостителското училиште, средното угостителско училиште од Скопје, Лазар Танев. Главниот настан, поврзан со традиционалната жетва и вршитба, ќе се одржи на нива и во селото Мојанци, каде е предвидена културно-уметничка програма. Годинава завршните и воедно главните активности ќе се случуваат во селото Мојанци. Значи, во селото Мојанци ќе се завршат обичаите за жнејување и вршитба, тргнување во 10:30 часот од пред црквата Свети Кирил и Методи во село Мојанци, заедно со сите присутни, значи жетварските убавици, сите гости, делегациите, игрорните групи, сите заедно ќе одиме на нивата, а таму зажнејувањето ќе го врши Сдруженијето на пензионерите, членовите на Сдруженијето на пензионерите, кои што ќе ги кажат и благословите за жетвата, ќе го постават после жетвата и жетварскиот ручек, ќе го вкусат и останатите, ќе соберат жетвата и сите заедно се враќаме и го завршуваме и обичајот вршитба на гумно во селото, каде што ќе се случува и понатаму културно-уметничката програма. Се очекува овогодишните денови на Кочанскиот торис да ги посетат голем број граѓани и гости од регионот и пошироко, бидејќи домакините се погрижија да понудат нешто интересно и не секојдневно. Особено внимание ќе им се посвети на делегациите од општините Збратимени, Сокочани и пријатели од други земји кои треба да го шират убавиот глас за Кочани и кочанскиот бренд Оризот. Ќе бидат поместени изложби, промоции на авторски дела, фолклор, песни и ора.